Одисејата на гевгеличани продолжува по патеките на успехот. Овој пат патуваме во Банско заедно со Домот на културата од Гевгелија и драмската група Дон Кихот, за да бидеме сведоци на најмасовниот фестивалски натпревар во регионот Утринска ѕвезда 2019. Банско е град во Благоевградската област во Бугарија со 9190 жители. Банско е родното место на Никола Вапцаров. Градот е сместен на источните падини на планината Пирин и во неговата непосредна близина се наоѓа и ски центарот кој го носи истото име. Општина Банско е основана околу 1850 година, како продолжение на селскиот јавен совет формиран во 1833 година за изградба и подпишување на црквата Света Троица, осветена во 1835 година. Раководството на општината вклучува влијателни представници на трговијата и занаетчиството. Во 1838 година во дворот на црквата е изградена просторија за црковно училиште, која во 1847 година прерасна во ново бугарско секуларно училиште. Економската благосостојба на Банско се рефлектира и во карактеристиките на стамбената народна архитектура од 18 и 19 век. Изградени од камен, богатите куќи имаат монументален поглед на тврдина. Главно тие се разликуваат од стамбената архитектура во другите населени места во регионот Разлог. Утринска ѕвезда нуди запознавање и дружење, согледување на постигањата и црпење нови искуства. Секое ново доаѓање на фестивалот е нов предизвик, затоа што бројката на учесници е фасцинантна. Фестивалът, Международният фестивал на изкуствата Утринна звезда беше с най-много участници от всичките издания, с най-силни колективи и най-мащабния фестивал. Участваха над 2500 човека. Във всички категории на журито беше изключително трудно. Така че сме радостни, че днес завърши Международния фестивал с страхотно, да. Всяка година със всяко издание стават повече участниците. Миналата година бяха към 1800, тази година, както казах, са към 2500 участника. И нивото действително се гордеем, че Утринна звезда тук е в България на едно от водещите престижни и в Европа.
година имаше от Македония, от Гърция, Русия, Украина. Испания, участници от Испания. И България нормално. И България, да. Так. Банско бил првиот бугарски град во кој биле основани протестантски заедници во втората половина на 19 век. Пред појавата на протестантските мисионери на овие места, тука се наоѓа евангелската заедница формирана од православниот свештеник Димитар Младенов. На 6 август 1868 година во Банско е основана Бугарската евангелска црковна заедница, која исто така се смета за датум на раѓање на првата протестантска црква во Бугарија. Гевгеличани многу пати учествувале на овој фестивал, но предизвикот годинава е голем, а единствена причина е големиот број театарски представи кои што се пријавени и кои што имаат исклучителен квалитет. Татове, вие от сега нема сага! Не се засагай! Татове, мене е друга работа. Мене ки ма вият на градилището се старува. Мене научат и капта ми дават интелектуален изглед. И аз не съм за на градилище. Така е. И аз съм за на прес. Тока ще отил прес! Татове, на градилището няма прес! Изкари научар! Аха, ми падна някоя цигла на главата. Синко, изкара капта! Аха, ми падна някоя тула на главата. Синко, беше ли в социалното? Бех в детската амбасада. То си сигурно млеко поправка да те пи! Не е да дам леко поправка. Едната лема. Мамо, ми даде едно дядо. Отлично, супер! Ружо, оди запали огино дубо. Клади пеленка да заваре и отозгоре посолија со вагета, да биде по-вкусна, Ружо! Ружо, јака се плаќа греавте од младоста, Ружо. Тек, много далеко.
А то населено млеко в прах. Ружо! Да, слушай. Директор стигна, млек! Ружо! Твой директор. Добро вечер. Мило ми е. Директоре, това е моята жена Ружа. Сега папа Ружичка. Сине, купи решо. Какво решо? Млекото се е решо, ке го сварам. Чакай, да не знаеш колко би можело да коштува едно решо? А що знам, 5-6 хиляди, а може би и 8. Нищо. А що? 5-6 хиляди, може би и 8. Немам повече. Немаш повече. Види там во сефот и купи ми дизапан. Да, дизапан. Окей. Директор, елайте и вие да се явните нещо с нас. На 28-иот меѓународен фестивал Утринска звезда, кој што редовно се одржува во Бугарија, односно во Банско и во Албена, гевгелиската група Дон Кихот, односно театарската група Дон Кихот, која што работи под покровителство на Домот од културата во Гевгелија, го освои првото место во силна конкуренција со надпреварувачи од повеќе земји. И овој пат гевгеличани докажаа и покажаа дека можат и умеат. И уште еден предизвик кој што го имаа пред себе при изведувањето на оваа представа беше тоа што представата ја изведува на гевгелиски дијалект. Тоа значи дека публиката ги свати, публиката ги разбра, но комисијата ги оцени со највисоките оценки. Честитки и се надевам дека и понатаму гевгеличани ќе имаат можност да учествуваат и да освојуваат први места. Не знам. Господице Джулијана! Директор? Директоре! Која директор? Ама што правите тука? Јас со фамилијата. Ова е вашата фамилија. Бебево? Наше? Моја. Твое! Господе Боже! Каква среќа! Каква радост! Бебево се роди во мојава банка! Господине Ванчо, дали господица Джулијана би зборувала за мене? Секој ден, директоре, секој ден. Директор. Ама знаете, таа треба да го каже само судбоносното, да. И јас ќе бидам најрадосниот човек на овој свет. Ке каже. И он играе. Чули? Мамо? Керко, јас ти кажа, мој што на 5 години са најсилни. Ајде, Ружо. Бато? Да, не съм тая работа, Госпожа? Па и да останеш така вдовица и не е така страшно, нема кой да те бумки на главата. Тато? Джуликерко, ајде кажи дај да завършва ремонт. Да? Да. Ми добро е. Да. Директоре, набијато. Земо. Така де. Држ. Започна бура. Водната толкова. 13. Бачо, се што ќе прават кажуви? Нормално, ма, Ружо. Ќе ја грабне банката. Тук имаме първо място и то е за Sixtet Diamonds. Второ място за Василена Маслева, град Панагюрище. Второ място печели поощрителна награда, печели Джулия Михайлова, студио за Pop Jazz Dream.
Повеќе од 2500 учесника неколку дена ги покажуваат, но и докажуваат своите квалитети. Украина, Русија, Грција, Бугарија, Северна Македонија, Полска, а од годинава и Шпанија се земјите кои ќе ви покажат дека музиката, танцот и актерството не познаваат граници.